Не постојат некоректни прашања, постојат некоректни одговори. Избраните и именуваните лица додека земаат државна плата се должни да стојат и да слушаат новинарски прашања. Новинарските здруженија и познавачите остро го осудија односот на вице-премиерот и премиерот кон новинар на Алфа телевизија. Видите, ја не треба да стојам на вакво прашање. Прашањето ваше беше апсолутно некоректно. Нејасно е зошто е ваквото дрско однесување на вице-премиерот кога новинарот јасно укажа дека прашањето се однесува на став дали Ковачевски е спремен, дуи како партија да добие премиер и председател, а воопшто не беше спомената етничка припадност. Според познавачите, ваквата нервоза се должи на тоа што власта не знае како да се справи со моменталната политичка ситуација. Нема некоректни прашања. Има некоректни и глупи одговори. Потегот на Бетичи е, би рекол, малку дрзок и очигледно предпоставам дека е иницииран од тоа што се однесува прашањето на Дуи, а тој како припадник на албанската етничка заедница, очигледно не му се допаѓаат такви прашања. Одговорот кој пак го даде премиерот во кој споменува појава на модерен фашизам предизвикува говор на омраза и прекрашување на уставот, реагираат од Македонската асоциација на новинари. Тие бараат обвинителството веднаш да отвори предмет под опрен глас. Битики може слободно да се откаже од државната плата и на тој начин да престане да ги слуша и да одговара на новинарските прашања, но се додека е во државна служба, должен е да ги почитува новинарите. Премиерот Димитар Ковачевски, одговарајќи на тоа новинарско прашање, истори еден куп говор на омраза кон новинарот Матеа Петровски и надвор од судот самиот го осуди, користејќи го не само говорот на омраза, еден куп клевети, прекршувајќи го уставот, прекршувајќи го кривичниот законник и прекршувајќи ги препораките на Советот на Европа за избегнување на говорот на омраза. Новинарските прашања се професионална задача на репортерите, а вчерашното прашање од репортерот од Алфа телевизија беше искористено од Битики за некоректно однесување кон него. Реагира од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници од Сдруженијето на новинари на Македонија. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Сдруженијето на новинари на Македонија предупредуваа дека овој начин на комуникација мора да запре, затоа што новинарските прашања се професионална задача на репортерите, а одговорите се обврска на избраните функционери кои им ги должат на граѓаните. Осуда за односот кон новинарот на Алфа стигна и од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Носителите на јавна функција треба да вложат максимални напори да дадат одговори на сите новинарски прашања кои се од интерес на јавноста и истовремено да покажат почит кон новинарската професија и достоинството на медиумските работници. Дрскиот однос кон новинарите од владата не е новина. Изминатиот период се случи премиерот да избегнува одговори, па дури и да етикетира медиуми. А во кавга со новинарите по прашања кои им не и се допаѓаа, влегоа и останати владини министри.